Дали цивилизацијата и се поголемиот развој ги дехуманизира меѓучовечките односи? Ова се разбира едно широко прашање кое бара многу време за подетална анализа. Меѓутоа, може да се почувствува дека се поголемиот општествен и личен стандард кај луѓето ги прави понезаинтересирани, поапатични кога се работи за несреќите што се случуваат околу нив, за несреќите на луѓето што живеат околу нив. Некогаш, например, сите ние со соседите добро живеевме, понекогаш и се разбира, имаше и неприлики, но сега едва и знаеме кој живее околу нас. Во секој случај, и на еден поширок план, кога се бара од сите нас заедничко, широко ангажирање за решавање на некои прашања кои не се само од економска природа, туку и длабоко хумани, ние покажуваме рамнодушност. Оваа репортажа што ќе гледате вечерва, мислам дека говори дека нашата рамнодушност некогаш доаѓа и до неверојатни граници. Јас се викам Исаки Насов, инаку основно образование заврши во училиште за деца и младици со оштетен вид во Скопје, каде што и завршив и телефонија, една година тоа се учи. И така се оспособив за на телефонска подцентрала. Ја барам работа од минатата година од 19 јуни и секој месец се јавувам во Завод за заposlување кај социјален работник. Во Скопје? Да. Дали до сега некаде сте били упатени на некое работно место? Да, ја до сега сум два пати упатен. Прво сум упатен во Пето градилиште Пелагонија на 18 декември и сега последниот пат на 2 март во Макошпет. И што се случи? Па у Пелагонија Пето градилиште на 18 декември таму се запосли еден другар мој, Јанакиевски Зоран. Тој, бидејќи чекаше пред мене, уште од 71 година и се запосли тој пред мене. Додека во Макошпет, исто и овдека, ја добив упатство прв од Завод за заposlување на 2 и требаше у понеделник на 5 да појдам на работа. Ја меѓутоа кога отидов јас таму ми рекоа дека примиле друго лице, некоја дактилографка. Слепите луѓе во Скопје и оние на кои видот им е значително оштетен, тврдат дека најмногу мака имаат со запослувањето. Нивната несреќа не е само во тоа што не гледаат и што, за да се оспособат за некоја работа, мораат да вложат вонредни напори. Нивната несреќа е во тоа што оние кои нормално гледаат не можат да сватат дека квалификуваните слепи луѓе онаа работа за што учеле можат извонредно да ја извршат. Многу пати подобро и од оние што гледаат. Од овој податок дека во Скопје има слепи квалификувани луѓе без работа, тргнавме во подготвувањето на нашава репортажа. Ова е Социјалистичка федеративна република Југославија и Јадранското море. Еве го Динарскиот предел И Панонската низина. најди ми една река што се влива во Јадранско море. Еве ја реката Неретва што се влива во Јадранското море. Што знаеш за таа река? Неретва е позната и уште во народно-ослободителната борба. Тука е почнала четвртата непријателска офанзива. И на оваа река има изградена хидроцентрала. Која е хидроцентрала? Јабланица.
Да. Тоа е реката Невита. Сонја, Сонја ја нема. Ах, детето мое. Другите три незини деца, утлакани, бледи, исплашени од ненадејниот тресок што им го раскина сонот и ја урна куќата, исто така трча, а околу неа, не знаеки што да прават и каде да застанат. Набргу се насобраа соседите, туку што кренати од сон, збунети полуголи. Луѓе, добри луѓе, помагајте, ги молеше жената, задушувајќи се во плач. Ах, Сонја ми е затрупана. Луѓето веднаш се зафатија за работа, извлекуваа греди и штици, отстрануваа керамиди, тули, камења, парчиња од таван и малтет, за да дојдат што поскоро до местото каде што само пред малку се наоѓаше собата во која спиеше мајката со своите 4 деца. Продолжете. Сонја, Сонја, јави се ќерко. Викаше мајката, губејќи се во очајот што ја зафаќаше. Под урнатините не се слушаше никако глас ни шум. Смачкана тивко се шепотеа луѓето. Вашава установа официјално се вика Завод за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид. Таа е единствена во републиката. Да. Чини? Колку деца и младенци имате вие сега? Во наша установа моментално имаме 92 деца и ученика. Ученика, тие се исто така сместени и во интернат. Од нив само 3 не се сместени во интернат, живеат во Скопје, Скопје. кај своите родители. Како работи школскиот дел, образовниот, би рекол, образовните подготовки на цела оваа установа? Во заводот постојат оделенија за основно образование на слепи и слабовидни, постојат оделенија за средно образование и постои дом. Наставната програма во сите оделенија се одвива спрема соодветен наставен план и програм за одредена возраст школска. Дали е тоа исти со другите наставни планови во нормалните училишта? Во основното образование наставниот план и програм е исти како и за сечилните училишта. Во стручното училиште исто така наставниот план и програм е соодветен, со тоа што има некои дополнувања по однос на соодветните струки што се изучуваат во заводот. За кои струки вие ги оспособувате? Моментално во заводот учениците се оспособуваат на 3 занимања, и тоа пластичари, телефонисти и картонажери. Вие рековте имате 92 ученика. Да. Од нив скоро 90 се сместени во интернат на Долгот. Нивното школување и нивното сместување, кој го плаќа? Заводот е самостојна установа на самостојно финансирање. Основната дејност ја плаќа Републичката заедница за финансирање на образованието, а тоа значи дека таа финансира наставно-воспитната работа. Останатиот дел, сместувањето на учениците во домот и рехабилитацијата, практичниот дел, финансира Заводот за социјално осигурање, комуналните заводи, односно општинските собрања, доколку децата не се деца на родители социјално осигурани. А дали родителите учествуваат со некаде? Па родителите партиципираат со извесен износ во висина од 2 до 10.000 динара. Стари. Стари. Месечно за сместување. Да. Дали мислите дека сите слепи деца, односно деца со оштетен вид и младенци од Македонија сте ги опфатиле во ваша установа? Во нашата установа сите деца од Македонија не се опфатени, поготово не се опфатени слабовидните деца. И Заводот во последно време својата основна дејност и својата цел ја насочува кон таа категорија на деца кои што се поголеми, по-многобројни и тие се уште не се откриени и категоризирани. Бидејќи рековте дека кај оние родители што не се социјално осигурани, општините треба да го плаќаат овој дел за сместување. Значи ли тоа дека општините затоа што треба да плаќаат не се ни заинтересирани да плаќаат
деца? Па основен впечаток на заводот е тоа дека општината не е заинтересирана, него нема своји финансиски средства за таква намена. И заради тоа те избегнуваат да ги категоризираат, а со тоа и упатуваат на рехабилитација во нашата установа. Дали може да се заклучи дека по излегувањето од вашата установа детето ќе добие основно образование како и во нормалните училишта и освен тоа и една стручна подготовка? Секако уште со претходната мисла што искажав, дека ние реализираме наставен план и програм редовен, сметаме дека нашите деца се потполно способни и оспособени да можат да се споредуваат и со сечилните деца од светот. Основниот впечаток што го понесовме од посетата на овој завод е дека општеството многу направило за оспособување на слепи деца. Има можеби уште некои ситници што пречат. Например, до 1959 година од буџетски средства сите деца во заводот биле еднакво облечени. Сега се облечени според можностите на родителите, некои доста бедно. А од 1959 година до сега ние како општество сигурно не сме посиромашни. Но пострашен е фактот што има општини во Македонија кои не праќаат слепи деца на школување само заради тоа што треба да платат за нив. Ова веќе се граничи со злосторство. Вие, другар Блага Душа, сте председател на Сојузот на слепите на Скопје и сте професор во Заводот за деца и младици со оштетен вид. Вие знаете токму до кој степен можете да ги оспособите, да ги рехабилитирате за работа. Меѓутоа, прашањето јас би го поставил, што станува после по тој момент на школување и на стручно оспособување за одредени работи? Токму тој е најбитниот момент за кој што ние слепите млади штитеници наши ги оспособуваме, ги рехабилитираме. Токму зборо рехабилитација, токму тоа е. Рехабилитација да го повратиме инвалидното лице кое е со оштетен вид, па и со други оштетувања. Токму е тоа да го вратиме во животот што е основа работата на животот. Целата смисла е токму запослувањето, вработувањето, каде што ќе го осмисли својот живот, не само од економска смисла, него воопшто ќе го осмисли својот живот, ќе се развива како граѓанин, ќе ствара породица, стан и све. Значи токму е за тоа вработување. И токму таа е најболната точка кај нас, која што тешко ја премостуваме многу. Порано беше доста потешко запослувањето, бевме принудени да отвораме заштитни работилници. Сојузот на слепите мораше да биде основач, да формира заштитни работилници. Вие мислите дека заштитната работилница е основен фактор на запослувањето беше порано во административниот период на раководење на стопанството. Нешто се поублажи со појавата на самоуправните органи во работните организации. Заштитната работилница изгледа не може да ги реши проблемите на слепите. Погледано економски, прво, заштитните работилници, кои ги имаат доста во Македонија, немаат прецизно одреден статус. Поради недостиг на прецизни прописи, некои заштитни работилници станаа жртва на ГГ предпријатија и дојдоа до финансиски крах. Психолошки пак, во заштитната работилница, во еден затворен круг на слепи луѓе, слепите остануваат комплексирани и обележани. Нивното вклучување во живот е оневозможено. Меѓутоа сега, со здружениот труд, од кога се појавија работничките амандмани, тука веќе нешто има изгледи
да тој проблем може да биде решен. Со тоа што Заводот за запослување ги прифате новоотворените работни места по работните организации и сега тој дава препорака за вработување на новоотворените работни места. Меѓутоа сега тој проблем е решен, али има едно недоразбирање можда, што ние баравме состанок со директорот на Заводот за запослување, со органите на Заводот за вработување и сметам дека тој проблем е на доглед да го решиме. Тоа недоразбирање, по моје мислење, се состои во тоа. Кога Заводот за запослување, например, испраќат по тројца екипи, најмалку тројца, за ново отвореното работно место во некоја организација работи. За едно работно место. Да, за ова едно работно место, да може во дотичната работна организација, конкурсната комисија, од тие тројца, најмалку испратени од Заводот за запослување, да бират еден кандидат, конкурсната комисија. Сега што тука се појавува? Се појавува тука најчесто нашите кандидати, членовите на Сојузот на слепите, младите штиченици, завршени, оспособени, можда многу повеќе него свечулните други кандидати, но сепак тие се бирани од работните организации, што она традиционално избегнување да се примит инвалидно лице, а поготово слепо лице. Како заклучок од претходно изложеното, би апелирал до сите фактори на град Скопје па и на Македонија да напорите ги усредсредат во тоа да луѓето од работни организации на некој начин им сугерират на луѓето од работни организации, а и самите работни организации да сватат дека за човекот со изгубен вид е многу пооправдано ако и економски и психолошки да тој биде во редовите со останатите здрави луѓе. Ако треба да се прави усилби, ако треба општеството да инвестира за заштити работници, организацијата е на становиште да се ангажира да повеќе се прилагодуваат машините и работните места за инвалидите, отколку да се инвалидите групираат во заштити работници. Во затворени кругови. Во затворени кругови. Јас би замолил за еден конкретен податок. Колку има во Скопје централи каде што треба да работат телефонисти? Дали знаете? Точен податок не можем да, меѓутоа според една информација што ја добивме уште пред 3 години, тогаш во Скопје имаше 180 подцентрали. Каде што мора да има запослен човек. Каде што работи човек. Работи. А колку ваши членови? А сега мислам дека тој број е негде преку 200 централи. Да, во овој момент. А од сите тие 200 централи, можда ќе се звучи малку чудно, се запослени само 13 слепи лица, иако претходно реков дека тие се еден вид живи именици кои ја изложи нивната продуктивност, нивната вредност на тоа место. Јанкуловски Пера. Телефониста каде сте се обучиле за? За телефониста се обучил во Земун, 1963-64. Тоа време. Од тога до сега немате работа? Од 64-та сум без запослување. Тоа е скоро 9 години. Да. Каде сте се јавувале до сега? До сега сум се јавувал пред една година, значи во Прилеп, а од септември прошлата година. 8 години, скоро во 8 Прилеп години, баравте работа. А од септември прошлата година се правам дека во Скопје. И ве упатија некаде на некој работно место? До сега се уште не сум никаде упатен, значи во ниједна организација. Мислите дека нема место за телефонисти во Скопје? Места ги има доволно, само работните организации, значи не ги пријавуваат као слободни, мислам, него ги прикриваат тие работни места така да запослуваат други луѓе на нив. Инаку вие како телефониста добро сте обучени, добро Да. работите. Мислам, не ви пречи тоа што не гледате да... Тоа уопште не ми пречи, бидејќи ја имам нешто и остаток на вид.
Да, нешто да малку добро можеме гледате. да работиме. Значи скоро 9 години сте се 9 јавиле години. негде, сте интервенирале, сте барале Сум бил помош. по сите, значи, општински фактори, овде кај републички, во собрание, во ЦК сум бил, али луѓето одбиваат едно речено, значи, вака да помогнат да се запослат некој. Со изговор дека не може да помогнат, нема место и така. Дали сте женет? Не сум. Не сте. Тоа малку среќна околност, може би. Па си Добро, издржав- како се издржавате тогаш? Па се издржувам од родителите ми помагаат се уште. Бевме во Скопје на неколку места каде што работаат слепи луѓе на нормални работни места. Во фабриката за сапун и козметика Цветан Димов, Стојан Манев и Благо Евтимов најнормално си ја вршеа својата работа. А на колку вакви и слични работни места можат да работаат слепи луѓе без да постојат специјални затворени заштитни работилници? Екрем Османовски е одамна познат во Скопје како еден од најдобрите телефонисти, а Перо Наков, негов многу помлад колега, веќе е мајстор на својот занае. А светот одамна знае дека слепите телефонисти извонредно работаат. Вие запрашам најнапред за името. Како се викате? Јас се викам Алексовски Добривај. Што сте по професија? Професија сум физиотерапевт. А каде сте се оспособили, каде сте учели, колку време? Па 8 години учев овде кај Скопје у заводот за слепи, а после отидов у Белград на заврши средна школа. Таму го завршивте, ова мислам, ова ваше звање, го добивте Физиотерапевт. физиотерапевт. Дали е тоа специјализирано Да, специализирано. училиште? И после тоа, кога се вративте во Скопје? Па се вратив у јуни месец 62 година. Ој, 72. 72 година. И од тога до сега немате работа. Тоа да се барам работа. Каде сте Не се може. јавили за работа? Па се јавив у Завод за медицинска рехабилитација. Но тамо ме одбива наводно поради тоа што сум од таа школа. Неф им треба како ете така со остаток на вид да биде. Мислам, цел остаток на вид да има. Да. Пошто вие не гледате добро за тоа да Да. Јас колку знам, физиотерапеути се многу подобри од нешто не гледаат многу. Па. Така. Вие знаете, али не знаат оние. На се друго баш место на сте тие. се јавиле? Се јавив у војна болница бев упатен исто така преку завод за запослување. И таму 2 месеца и нешто стоја документите и после ми ги јавија наводно поради има голем број на членови има таму се јавиле. И не А, добивте и тоа. Да. А двајца бев неупатени у завод. Ја и еден мој колега заедно што завршија. Да. И тој нема исто така работа. Исто така нема работа. И тој е соштетен вид. Да. На светот исто така одамна му е познато дека слепите физиотерапеути се виртуозни. Мислам дека и лаиците го знаат тоа. Во Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје работаат повеќе слепи физиотерапеути. Од нивната работа сите се задоволни. Не се тоа само изворени масери, туку комплетни физиотерапеути. А во Скопје тројца слепи квалификувани физиотерапеути не можат да најдат работа. Општеството би требало посебно да ја посвети внимание на оваа организација, да таа го најде своето место, а со тоа да луѓето со изгубен дефект, со изгубен вид, како и останатите инвалиди, да се чувствуваат среќни, бидејќи примарна цел на социјалистичко општество е да примарна цел е човекот и неговата екзистенција.